Дигиталната ера отвори нови можности за комуникација, но истовремено донеси и сериозни предизвици за македонскиот јазик. Младите денес во секојдневната комуникација, зборувајќи, но и пишувајќи, се повеќе употребуваат англизми. Латиницата пак речиси целосно ја замени кирилицата, дури и во официјалната комуникација. Наставниците по македонски јазик, лекторите, појаснуваат македонскиот јазик не е сиромашен, загрижува што младите се помалку го познаваат. Предупредуваат дури половина од содржините на интернет порталите, промотивните материјали се со англиски термини. Англизмите нормално дека се присутни преку модерната технологија, ама тоа не значи дека немаме ние македонски зборови за тие сите странски зборови, кои што ги употребуваат се повеќе и повеќе и некако станува тој јазик неразбрив за обичните луѓе. Со многу културни институции образовани комуницирам на писмен начин или преку телефон или компјутер и сите тие пишуваат на латиница, а секаде има, на сите паметни телефони има кирилица. Како може да пишува некој да ми распишува конкурс за мајчин јазик, а пишува на латиница? Тоа мене не ми е јасно. Значи, конкурс за Ден на македонскиот јазик напиша на латиница, или сега за Кирил Методи напиша на латиница кога тие, нели, создале специфично писмо само за словените, кое подоцна е пренесено во кирилица. Јазичната култура не се гради само во училница, туку секојдневно преку медиумите, социјалните мрежи, образованието и јавната комуникација. Институциите, училиштата, медиумите и културните установи укажуваат стручните лица мора многу повеќе да го промовираат правилното користење на македонскиот јазик и кирилицата. Воспротивно, ако се изгуби чувството за сопствениот јазик и писмото, се губи и дел од културниот идентитет. По јазикот се разликуваме од останатите, затоа треба да го чуваме и негуваме.